Добро, денеска на покани во организација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН се наоѓаме во Лесновскиот манастир овдека во близина на Пробиштип, во близина на Злетово. Генерално ќе има настан во кој што ќе можеме да разговараме со младите, но и со жителите на Пробиштип и на Злетово околу реалната политичка и економска состојба во државата, за сите ние проблеми кои што нормалниот граѓанин, обичниот граѓанин на Република Македонија ги тиштат. Ова е дел од нашата кампања Лето за Македонија. Ке можеме да поразговараме отворено на многу теми. Ке можеме да разговараме за младите што е она што е нивен реален проблем, што е она што ние како политичка партија ке можеме да го понудиме во иднина кога ќе формираме новата влада на Република Македонија, но истовремено неизбежен дел од овие денешни наши средби ќе бидат и средбите со локалното население. Знаеме дека Пробиштип е рударски, но исто така има голем дел населението кој што се бави со земјоделие. Гледаме дека земјоделието во последно време е на колена благодарение на нереализираните ветувања и лажните ветувања од страна на владата на СДСМ и Зоран Заев. Од тука ќе можеме да извлечеме голем број искуства кои што се поврзани со реалните проблеми на македонскиот земјоделец и се разбира во подготовка на програмата за следните партиски, нормално на следните партиски кампањи, но и предвремени или редовни парламентарни избори ќе можеме да понудиме соодветни решенија за тие проблеми. Вчера најавивте дека не ги сакате државните пари за кампањата за референдумот. Па да, еве, ја користам оваа прилика уште еднаш да го повторам нашиот став дека ВМРО ДПМН се откажува од страна на да ги користи средствата кои што се предвидени за време на за политичките партии кои што понатаму би се користеле за водење на кампања која што би значила нели за, против или бојкот на предстојното референдумско изјаснување. ВМРО ДПМН како што гледате е меѓу народот, ВМРО ДПМН е со народот. Од 10 септември започнува и официјалниот старт на кампањата. Го промовираме така наречениот нов политички волонтеризам со голем број волонтери ширум Македонија. Ќе се обидеме на граѓаните без да ги трошиме нивните со мака стекнати пари, да можеме да им објасниме на граѓаните за штетните последици од овој капитулантски договор кој што го потпиша владата на СДСМ и Зоран Заев, но истовремено да се обидеме да го зачуваме достоинството на македонскиот народ и македонската држава. Ја користам оваа прилика да апелирам и до владата средствата да ги пренамени за реконструкција и изградба на гимназијата Кирил Печиновиќ во Тетово, но истовремено еве да упатам апел и до колегите од другите политички партии да не ги користат средствата кои што се предвидени, истите да ги пренаменат за други цели кои што ќе бидат неопходни за решавање на вистинските проблеми на граѓаните. Еве апелирам и до пратеничката група на СДСМ и останатите политички партии кои што се дел од владината коалиција да ги пренаменат средствата наместо да ги користат во ваква стерилна кампања во која што ќе се обидат лагата да ја представат како вистина, капитулацијата како победа, еве да допринесат во тоа да се санираат штетните политики на владата во земјоделието. Еве на пример гледаме дека е пред ескалација проблемот со лозарите, да може таму да се пренаменат средствата за да може маката на лозарите колку толку да биде санирана. Благодарам.